Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте во Е-училница на часот по музичка култура од средно стручно образование за прва година. Јас сум Стојанче Иванов, работен сум во средното стручно општинско училиште Кола Неделковски од Велес. Денеска ќе позборуваме малку за местото и улогата на музиката кај старите цивилизации. Во земјите на старите цивилизации владеело робовладетелско општествено уредување. Музиката кај старите народи битно се разликувала од музиката во првобитната заедница. Во новата општествена формација со појавата на класите, музиката се изменила на музика по дворовите, која го величала владетелот, неговите дела и така натаму, и народна музика, која произлегувала од широките народни слоеви, а кои пак ја изведувале за своји потреби. Било во дворот или во храмот, музиката ја изведуваат професионални пеачи и свирачи, кои придонеле да се издигне на сразмерно повисок степен. Музиката помеѓу народот и понатаму е поврзана со производствениот процес, но сепак има известна разлика во споредба со првобитната заедница. Разликата е во тоа што музиката на робовладетелското општество се среќаваат некои непосредни духовни судрувања, љубов, убавина на природата и слично. Свеченостите не се веќе привилегија за целиот колектив, туку монопол за неколкумина кои владееле. Историските документи од овој период водат потекло 3 или 4000 години пред нашата ера. Податоци за практично музицирање речиси и да не постојат. Сочувани се само слики, релјефи, цртежи, мозаици, на кои се представени со пеачи, свирачи, пронајдени во дворовите и гробниците на владетелите. Понатаму ќе продолжиме малку за музиката во Египет. Во текот на својата економска и културна самостојност, Египет доживува развој како во сликарството, архитектурата, литературата, така и во музиката. Музиката ја користат за сите нивни манифестации, обреди, гозби и погреби. Ѕидините на тогашните гробници се преполни со слики од тогашниот музички живот, поединачно и групно музицирање, пеење, танц, се тоа проследено со придружба на музика. Во времето на Старото царство музиката е строга и свечена, како и геометричноста на египетските релјефи. Во времето на Новото царство се користат инструменти и надвор од храмот. Египтјаните ги употребувале ударните, жичаните и дувачките инструменти. Од ударни инструменти тие употребувале тапан, чинели, кин и ѕвона. Од жичани инструменти употребувале египетска лира, египетска харфа и лаута, а од дувачки инструменти флейта и двојна обоа. Музиката во Египет се служела со пентатонска скала. Понатаму ќе прозбориме малку за музиката во Индија. Уште од најстарите времења постои верување во големото значење на музиката во животот и незината волшебност во влијанието врз природата и животните. Индиската музика има традиција стара околу 3000 години. Таа е поврзана со зборови и со мимика. Во индискиот еп Рамајана се опишува раскошот на дворскиот живот и големата присутност на музиката. Духовната музика ја нарекувале саман, која означува смиреност, а световната ја нарекувале рага, која значи возбуденост. Тие познавале 28 скали со по 6 или 7 тонови, а октавата ја делене на 22 дела. Од инструменти индијците употребувале ударни инструменти, кастанјети, ѕвона, тапани и конг. Од дувачки инструменти употребувале флейта, обоа, гајда и рогови, а од жичани вина, ситар и раванастра. Понатаму ќе прозбориме малку за кинеската музика.
Кинезите верувале дека музиката е родена во човековото срце. На дворовите и во храмовите била свечена, изведувани се песни со химни со придружба на оркестар, танц и мимика. Таа била со остра мелодиска линија и строга симетрија, особено во духовната музика, додека световната била малку по-слободна. Во употреба била пентатонската скала. Со музиката изразувале општа состојба, а не поединечна. Кинезите од инструменти употребувале гонг како главен ударен инструмент, исто така и гонг, там-там и звона. Дувачки инструменти, панова флейта, бамбусови флейти и најпопуларен е шенк, кој представува комбинација од панова флейта и обоа. Жичани инструменти, пип или пипа, кој потсетува многу на денешната гитара. Древноеврејска музика. Вавилонците одредени песни и напеви ги поврзувале со одредени планети. Тие во чест на месечината и планетата Венера свиреле на тапани. Музичарите кај древноеврејскиот народ веднаш се наоѓале до боговите и царевите. Нивните ансамбли броеле и до 150 луѓе кои свиреле и пееле. Верувале дека дувачките инструменти се символ на животот. Пророците и волшебниците користеле инструменти што заплашувале со својот звук за да се најдат во екстаза и да ги слушнат боговите. Од инструменти древноеврејците употребувале ударни инструменти, кастанјети, систрум, големи мал тапан, флейти, труби, цитра, лут, цимбало и значаен инструмент во древноеврејското време бил оргулја, тоест хидраулична оргулја, со еден помошник кој со направа создавал воздух за да може да се произведе тон и еден свирач. Понатаму, музиката во Древна Грција. Музиката е само еден дел од грчкото културно наследство покрај извонредните архитектонски објекти, скулптурите на идеално извајани човечки тела и сликарството на вазни, поради малиот број запишени грчки мелодии кои допреле до нас, не можеме да ги осознаеме деталите низ кои минала грчката музика. Неразделно од текстот кој дава креативен импулс, музиката станала важен елемент во животот на образовниот грк. Под поимот музика, грците подразбирале единство на поезијата и вокалната музика во еден глас, но сепак основа е ритамот, во зависност од поетскиот стих. Грчката музика се базира на ориентални стари примери. Грците од исток го прифатили исполнувањето на музиката во тетракорди. Создавале врз старите примери номоси, а имале одредени сваќања на доброто и лошото влијание на музиката и нејзините програмски толкувања. Ги превзеле ориенталните музички инструменти и кај нив музиката имала големо значење во општеството, како политичко, така и воспитно. Запазени се известни заеднички одлики меѓу музиката и другите уметности. И на крај малку да проговориме за музиката во Стариот Рим. Во вториот век пред нашата ера, Рим во културен поглед бил под големо грчко влијание. Градот бил преплавен со александриски, грчки, сириски и феникиски играчи, музичари и пеачи. Изведувани биле повеќе победнички свадбени песни, а исто така и борбени песни и игри. Нерон вовел така наречен грчки надпревар, во кој и самиот настапувал како поет, пеач и свирач. Латинската драма покрај говорни имала и пеачки солистички партии, кои биле придружувани со оркестар и хор. Во царски Рим омилен вид виртуозна представа била кога еден пантомимичар ја искажувал убавината на различните ликови со придружба на пеач и оркестар.
Драги ученици, за овој час во училница тоа беше се. Се гледаме на некој нареден час во училница. До гледање од мене.